Јас се ебев со Бранко. Мене ме ебеше Бранко. Спор. Прво само главчето. Ама мурот нема рамења, така да не остана на главчето. Знаев дека нема рамења, ама Але знаеш убаво да лаже Бранко така. Знаеш дека ќе те еби, дека те лаже, ама некако така шармантно те лаже и после тоа без рамења никогаш не останува на главчето. Уствари, кој ќе размислам добро, Бранко не беше сите нас. Со години. Јако не беше. И му веруваа луѓе, така му веруваа. Од 15 до 15 септември. Убаво си рече тој една прилика, вика, ја не можам да постигнам, вика. Ова. Да, знаеш што сега? Знаете што е проблем со овој град? Со нас како луѓе. Многу сме некако лицемерни, бе. Двојниот, не знам како и помалите градови во Македонија, претпоставам дека е исто горе-доле, али двојниот морал во... Па исто е, да не е претпоставуваме, него исто е и во другите градови. Но двојниот морал во Скопје е на едно завидно ниво, како да ви кажам. Ја ако почнам да зборам што све сум видел и чии све сум им ги видел по слики пуштени на некој така, што сакаат да се фала да ги покажуваат овие. Еден брак нема да остане во Скопје, верувајте. Само е проблем што јако, значи, уопште не ме тангирале мене такви работи. Сам фино е да знаеш со кого имаш работа, ќе видиш одредена снимка, фотографија, ќе ти пуштат од X побуди и мотиви. Некој да те испитаат, да те проверат колку ти можеш да држиш тоа утајност, колку одма нема да го излезеш. Некој пат ти го покаже со намера, мисли, овој сега на Facebook, нешто ова ќе го иде, па не знам, ќе го покаже, па или ќе каже. Кој мисли дека сум таков, гадно се зајава. Затоа што ја секој сум имал, едноставно не сум неотесан, бе, секој сум имал осет. Да не повредам никого, да не растурам нешто, да не ова. За разлика од психопати кои што живеат у градов, кои што намерно понекогаш го прават тоа. Сега конкретно не мислам на мојава колешка, тоа немојте да мислите, него мислам сосема некои луѓе кои што се релативно живеат у некоја анонимност, а знаеле да направат голема штета на други луѓе, дури да растурат фамилија, дури ова, дури. Не би. Нивни проблем за тоа ќе се ја платат цената некаде на друго место, а цената ќе ја платат. Дали на овој свет, дали на некој друг свет, дали после трета, четврта, пета реинкарнација, кој ги знае нивни проблем. Затоа мене ми е проблем секогаш кога слушам морализирање преголемо, знаеш, медиумски. Демек, у смисла, крадецот која вика држте го крадецот. Или у смисла, магарето му рекло на зајакот имаш големи уши. Значи, Скопје е една таква баханалија од град. Ја не знам, само една работа се прашам, дали луѓето знаат едни за други, овие што се од некоја таква провинција, повеќето има и не знаат, например, што им прават жените, што им прават мужите, пред да се вратат во брачното гнездо или во кај партнерот, без разлика дали е дечко, девојка, ова. Али оној двоен, она морализирање, она гледање на раската во туѓото ока, да не гледаш гредата во своето што пише во Библијата, е нешто, како да ви кажам, најдолно, нешто најсрамно. Така што да осудаш некои работи, што знам, дали некој смее у градов да се осуди или има доволно морален интегритет, доволно високи морални принципи, заслужил да осудува или да, нели, да ги критикува останатите какви се. Но само ќе ви кажам една работа.
Страхотно е. Страхотно е што све ја имам видено у туги телефони, што ми ги покажувале. Од X причини, дали од нарцисоидни, дали од да се измангупира, да се покаже, дали од со некоја намера негде нешто ја да излам, како што реков, многу погрешно ме проценуваат луѓето кои мислат така, доаѓале кај мене луѓе со разни побуди, мотиви, дај молим те објави го ова. Ме мисла дека јас до вчера весла сум цицал. Али добро, брзо им објаснувам многу љубезно дека тоа од мене нема да го видат. Или на пример кога ми доаѓале луѓе така, знаеш, ги гледаш дека зазира од тебе, неверојатно у приватен муабет, дури најобична работа, знаеш, му е страв да почне муабет, се плаши што ќе каже, ти многу јадеш гомна на Facebook, ти се вака го гледаш. Добро, окей, јадам гомна на Facebook. Кажи ми еднаш, кое приватно име сум го спомнал од приватни побуди на Facebook? Дали некого сум спомнал? А овие што некој политичар кој ќе направи некоја глупост, кој ќе опне некоја зелена, кој ќе ова, нормално ги коментирам. Па дури и тогаш ги коментирам со псевдоними. Знаете, например, оној што беше порано министер, си го викам Тео Веле Менге, Бута Беша Менге, Обиджуко, не знам кој друг како го викам, не знам некој ако се вика вака, малце ќе му го сменам, ме разбирате? Дури и така на некој начин, вие добро сега, ме заболе, сите сваќате за кој се однесува тоа. Ама ме заболе затоа што се они јавни личности, ја коментирам нивни политички објави, нивни гафови, нивно треснување на зелени, нивно лицемерие, така да ме заболе патка, што ќе каже и ако го сретнам утре, мислите дека ќе ми трепне око нешто вака ако се сретнеме на улица? Дури ако нешто ми приваци, уште толку тука ќе му кажа. Че тоа немам проблем, ако случајно се сретнам со таков на улица. Небитно. Нема да ја коментирам колешката. Пошто ми е колешка. Пошто од секојаш сме имале фер однос меѓу нас. Јас знам од студентски денови, она беше, мислам, само што дипломираше или ја правеа дипломската кога ние гледавме прва година. Така да се познаваме долго време. Таква си каква што е, екстровертна и ова она, но сите ние си имаме наши карактерни особини, за некого позитивни, за некого мани. Но и тука не можам да се мешам у таа приватна сфера, кој шо, како, зашо, кој, кого, ово, она. Еве затоа јас некако да неутрализирам работата, морав јас да се аутирам, па да ви кажам дека ето, Бранко и мене ме кекнал. Ме дундуркал. Ова е нов збор ми, ова е ме дундуркал. Ова е го чупа, ова е титовски збор, мислам, дундуркал. Се однесува може на било кој контекст да се употреби. Али немојте за скопската унаводници елита да ми ја кажувате или она сама да продавам бубрези, да морализира, колешкава да не знам ја нарекуваат било како и вамо и тамо и ова и она, а самите се, ако више правиме муабет, пута 100. Пута 100, верувајте. Верувајте. И најсмешно би било кога сум гледал, кога знам за некого, сум видел некој за некоја, за некого, сум видел такви чудни интересни фотографии, најинтересно ми кога ќе случајно седам со тие луѓе, се најдам случајно у тоа друштво, кога една од тие чишто слики сум ги видел што ги праќа на друг, на трет човек или не знам обратно муж ги праќа на овој орган за репродукција кај некоја тамо, па кај друга тамо. Најчудно од све ми било кога ќе чујам кога си разменуваат тука љубов, овие што се у брак или у врска, кога оваа му лежи со рамото ко гулаб, но овој со главчето тука на рамо вака, кога го гали вака по рачето, додека нешто филозофира тука за животот, за бизнисот, за курсот, тресе ладна вода. Ти се можете мене да ме замислите вака, седам на страна и додека она му изјавува преку такви ситни работи, нежности, дека колку е приврзана и се колне у неговата верност, машкост, посветеност и обратна ситуација, можете да замислите ја у тој момент кои слики ми искачат. Ми праќаат вака преку очи, пред очи. Тоа се многу, така да ви кажам, многу чудни ситуации. Ама па добро, за права чуда, па у тие работи ниту сум се мешал некојаш, ниту
ме интересирале, ставно тоа е интимна сфера, на крајот на криштата немој да го правиш она што не сакаш да ти го направат тебе. Фала Богу, ја никогаш не сум се мачал, но не сум се манијачал од тој тип, така што и нема нешто што да ми извадат мене. Се не знам ова Бранко која ме ебеше, дали постои некоја архивирано нешто негде. Па сумљав дека може да постои, па викам мајке ви кажам да не ви дојде шок, па да рече сега мушки глумец призна исто го примил од Бранко. Тоа е скандал. Тоа е скандал. Глумица не е тука чудно, се некојаш ако се она се издуркала со политичар, со ама глумец со тоа е приказна. Тоа е приказна. Али ви реков, генерално е проблемот што не беше само она. Сите не дупеше. Сите. Али морам да ви признам, знаеше Бране да дупи. Знаеш дека те дупи, те гледа у очи, ти знаеш дека те дупи, ама некако убаво ти е бе. Сега нема више такви политичари од тој ков. Она да знаеш дека те дупи, а да ти е убаво. Сега знаеш дека те дупи, ама не ти е убаво. Кога сме више кај дупењето, го освоја извештајот во тоа во ЕУ, од кај што е тргната формулацијата македонски народ, македонски јазик, македонски идентитет. Дечки, што да ви кажам кога се ви е јасно, присуствувавме на мачни сцени кај што грците тврдеа дека македонците се грци, бугарите тврдеа дека македонците се бугари. Такво понижување да доживееш во 21. век, во срцето на Европската унија, која се кити со перијата на демократијата, на копенхашките критериуми, на човековите вредности, со правото на самоопределување на народите се кити. Оспорија, отфрлија, поништија, згазија цел еден народ. Драги наши сограѓани, македонци сите останат. Мислам дека треба да ви стане на сите јасно зошто македонците сега имаат право да постапат било како. Дури и малку во стил на камиказа, да имаме право радикално да смениме многу работи, многу ставови, многу проекции наши лични во врска и со соседите и со таа укакана посрана Европска унија. Најпаметното што сега можеме да го направиме откако ја извадија формулацијата македонски идентитет, македонски јазик, е тоа да се сплотиме, да се свика парламентот, да се поништи договорот со Грција, да си го вратиме уставното име Република Македонија од 91. Веднаш да се поништи договорот, така наречениот договор за пријателство со Бугарија, да се прогласи бугарскиот амбасадор или кој да е тука консул амбасадор за персона нон грата, да се прекинат сите дипломатски односи и со Грција и со Бугарија, да се оди на еден таков радикален чекор. Ние ќе се снајдеме, ние нема да умреме од глад. Ние сме навикнати да немаме. Со нас би настанал проблем ако се навикнеме да имаме, а ние нема што да изгубиме. Исто така да се направи ревизија на сите државјанства во Македонија, да се ограничи правото да имаш второ државјанство или да се услови со нешто друго, под услов првото ако ти е македонско. Оние кои што нема да сакаат да се откажат од бугарските пасоши, тоа што се потпишале дека се бугари, веднаш да им биде одземено македонското државјанство. И да немаат веќе никакво право да полагаат на тоа дека се македонци, тоест по потекло македонци дека. Имаме право, само не знам дали имаме сила, дали имаме волја политичка и дали имаме храброст. Јас лично да ме прашате би постапил така. И ако добиеме макар 30% од ова што до сега го набројав, искрено во моментов би бил среќен и задоволен.
30%. Но дека мораме да ја расипеме калимерата до крај мораме. Барем со некои страни во оваа наше премрежје што ни се случува и на тоа со оние страни кои што го режираа цела оваа наша голгота, особено последниве неколку години. Како народ збор. Немаме повеќе ниту мотиви, ниту волја, ниту причини зошто би влагале во комбинација, во сојуз, во некоја фамилија на така наречени европски народи, кои што не признаваат нас како народ. Поголемо дупење од ова нема. Ова е дупење. И ова треба да биде тоа што ќе го побараме и што имаме право да го побараме од нашата власт. Полно право. Како што и таа власт има полно право да постапи онака како што треба да постапи во вакви случаи, како што би постапила достоинствена држава, што ја водат достоинствени луѓе, големо достојници, кои што се патриоти, кои што се почитуваат барем трошка себе си. И што имаат барем трошка почит кон своите прадедовци, кон своите традиции, кон своите наследства, културни, духовни, политички, идеолошки и така му натаму. Нема муавет едноставно после ваква. Нема више за што да му обетиме. За која ЕУ? Да, и последната шајка во ковчегот наречен наши аспирации за ЕУ треба да биде таа, ќе си ја заковаме сами, со среќа, со радост. Конечно треба да се направи, ќе го повторам, го реков и порано сум го кажал, конечно треба да се организира референдум на кој што народот во Македонија или граѓаните на Македонија ќе гласаме дали сме се уште да продолжиме по патот на нашите европски интеграции или тука треба да биде крај. Доста веќе паламудиме 35 години, еден наратив кој што доаѓа само од центрите за моќ, оние кои што се моментот на власт, кои што велат дека нашата единствена алтернатива е ЕУ. ЕУ нас не гледа како никаква алтернатива. Поточно, не гледа како ништо. Како необични мивки. Затоа јас би почнал од таму. Тоа да биде првиот чекор. Референдум. Дајте гласно да си кажеме овде во Македонија, без разлика по етничка, кој какви гени носи у себе, во етничка смисла, да си кажеме дали сме да останеме на тој пат на ЕУ интеграција или тука престанува нашиот пат и почнуваме да си правиме друг пат, да си градиме друг пат, да асфалтираме друг пат. А тие кои што нема да се согласат со мнозинството, пошто нели ова демократија, мнозинството одлучува, така? Ја не го измислив тоа. А тие кои што сметаат дека тоа не е така, ако им е многу тешко да останат со нас, отворени им се границите, патот кај сакаат нека си одат. Особено ако има двоен, троен пасош, не е проблем. Ама ние мораме сами да се погрижиме за... Не знам дали разбирате тежината, ова што го предвидував дека ќе се случи уште, кога пред да биде таа пленарна седница, пред колку беше тоа, 3 недели, кога има? Токму тоа и се случи. Пријателиве наши соседи, што им идете по одмори, што им дадете пари, што им идете по кафење у Солун, овие другиве што им зимате пасоши, што се пишувате бугари, тие, драги мои непатриоти, драги мои куршове заболе за тоа што сте и кои се вашите деца и какви поколенија создавате понатаму, тие ве избришаа со гумичка. А вие им идете тамо, им правите метани, уште им се смешкате у Грција и дури кој ќе ве праша некој од љубезност на Грк, од кај сте дури срам вие да кажете од кај доаѓате. Па смислувате из Београда сам, из Србија сам, из ова сам, из оно сам, или одговарате кратко Скопје. Ретко кој од вас кажува од Македонија. Нашата беда нема дно. Сакате да збориме за тоа кој кого ебава у градов, кој кого го дундурка,
кој од кого се крие, кој на кого му глуми фина мајка, фина сопруга, фина жена, посветена домаќинка или обратно, фин маж, верен маж, добар маж, кој се грижи, фамилиарен човек, она. Све тоа само една голема кулиса. Голема кулиса. Се научивме да се само залажиме, да живееме у лаги. И да викаме супер, топе, само вака. Никој нема да го крене тепихот да види какви костури ќе излезат од орманот или од тепихот ако се потргне или ако се отвори орманот. Оваа зачурена средина земја која што живееме 3,5 децении е пуна со костури, со смет. И уште не ни иде памет, уште мислиме лако чемо. Ме бори кур, ме избришаа со гумичка уеу, што има везе. Ме бори кур. Fuck off. Не знам зашо уопште ги кажам овие работи, зашо уопште се трошам на овие теми. Пак идете тамо, пак ќе опиете кафето, пак си ги прчите газоите и тангите и силиконските усни од плаживе полежалкиве у пичке си материне од Атина преку Скијатос до fucking Тасос и преку Тасос. Заболе вас сите кур. Што некој брише под со вас. Што не ве засега. Вие сте граѓани на светот. Ама вашите деца ќе ги засега еден ден. Ќе останат и без јазик, и без држава, и без идентитет. Кога ќе се мачат од петни жили, некому да докаже или да покажат од кај се. Тогаш ќе се сетат вашите поколенија на вас. Какви мивки сте биле. Сите наши предци од прв до последен, дедовци на што ги имавме, бабине, што со 17 години ве иделе по планиниве наши, се бореле на живот и смрт со бугарски фашисти, со италијани, со балисти, со германци, со 17 години иделе. Што викаше овој удиво месо таткото, ликот на таткото. Подобро да ве издркав у чаша. Подобро да ми издркав у чаша. Све што можеше да зебеме, зебеме. Све што имавме на дланка, све дадовме, све распродадовме, све изгубивме. И ке ти паламуди сега оној Бугарашон, лидер на партија, ке ти глуми лудило, идел у Брисел, се борел за македонските интереси. Да ви јебам, неспособните да ви јебам. Патриотите големи, со ние гускине што ги имаат под него на... Кога ги гледаш на телевизија, као од кокошарник да им доаѓаат гласовите. Кокошки најовички. Што научиле 3 фрази у животот и ги мелат. А позадината на сето тоа е само интерес личен, власт. Ете ви е власта. Гледате? Гледате глупирањето со години, желбата да се направат пари преку ноќ, да се искористи политиката до што не доведе. Некој крварел, гинал. Внуци има, врсници мои на народни херои македонски, тоест да, народни херои, дедовци им биле загинати. Кој убен од бугарски не фашисти, кој од овој, кој од оној.